Отворен Балкан се подготвува за предстојната зима за која се најавува дека ќе биде една од најтешките во поновата историја. На самитот во Белград, Србија, Северна Македонија и Албанија потпишаа договор за обезбеденост со храна. Тоа значи меѓусебна помош во случај на недостаток на храна поради глобалната криза. Скопје, Белград и Тирана договорија да нема забрана за извоз на храна во членките на Отворен Балкан. Зимата пред нас која доаѓа ќе биде долга и ќе биде најтешка после Втората светска војна. Како за нас, така и за целиот свет. Но ако судам по сите разговори денес, подобро да ја пребродиме заеднички, отколку секој да ја пребродува самостојно. Тоа е суштината на Отворениот Балкан, поврзување, солидарност, добрососедство, се во функција на подобрување на животот и стандардот на граѓаните. Тоа го имаме на уми во овие кризни времења, но тоа не е нешто ново за нас. Ние веќе, како добри соседи, си помагавме и во време на ковид кризата, но и во време на катастрофи кои што се случуваа во нашите држави. Тоа е природно да се свртиме кон оние кои што ни се најблиски и да работиме заедно за добробит на сите наши граѓани. Соработуваме тесно за да обезбедиме достапност на храна и договоривме прво меѓу себе да си помагаме доколку се соочиме со недостиг на домашни пазари како последица од глобалната криза. Друга клучна тема за која се разговараше во Белград беше енергетската криза и снабдувањето со електрична енергија. Балканските лидери очекуваат, ако има потреба, асистенција да пружи Европската унија. Mi smo videli da su određeni papiri iz Evropske unije. Видовме дека одредени документи протекува од ЕУ во кои пишува на кој начин Унијата ќе се обиде да им помогне на одредени земји членки, особено затоа што се трошат огромни суми за набавка на струја. Како Западен Балкан ќе се обидеме да бараме поддршка за купување на недостатокот на струја што ќе се појави и да бидеме дел од заедничките системи на ЕУ. Ако тоа ни го дозволат, ќе биде многу важно за целиот регион. На сите земји ќе им голесни презимувањето и преживувањето. Албанскиот премиер во за него препознатив стил директно побара Унијата во однос на прашањето на енергетската помош за Западен Балкан, пак како што рече да не се посрамоти како што тоа го направи за време на пандемијата. Денеска сакам да се обратам до Европската унија, да апелирам да не ја направи истата грешка како за време на пандемијата. Многу добро паметиме како земјите од Западен Балкан беа приморени да бараат помош од Кина, Русија. Европската унија тогаш се затвори и се грижеше само за своите членки. Во пресрет на денешниот лидерски состанок вчера во Белград се одржа вински саем на земјите од Отворен Балкан. Звезда на вечерта беше српскиот претседател кој според видеата кои се проширија на социјалните мрежи испил малку повеќе. She is afraid that I've been drinking a lot, but it's okay. Oh, but you can just try it. I'm not afraid, but just the Albanian Thank you. Prime Minister is waiting. Thank you. The Albanian Prime Minister is drinking nothing. Денеска тоа ниту Вучич не го сопри. U pola 12 se završio moj radni dan. Синоќа во 23 часови 30 минути ми заврши работниот ден. Можете да замислите колку ќе бевме успешни секогаш да сме трезни, а не понекогаш да сме малку пијани. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски.